Драги гледачи, гости во ово издание на емисијата Инфорегион се Марина Тошевска од Лака Агролидер и директорот на Центарот за социјални работи од Прилеп, Дејан Тошевски, а повод за овој разговор е после неколку години пауза повторното отворање на подрачните канцеларии на Центарот во општините Долнени и Кривогаштани, а сето тоа преку проект на Лака Агролидер кој што е поддржан од Австриското министерство за социјални работи. Но многу повеќе околу овој проект и сите активности останати на Лака Агролидер и на Центарот ќе поразговараме подолу во емисијата. Сега пред се добре дојавте во издание на Инфорегион. Добре ве најдовме на поканата. Ајде овој разговор да го започнеме со господјата Тошевска. Преку Лака Агролидер се реализира овој проект, како што кажав, за отворање на подрачни канцеларии на Центарот за социјална работа од Прилеп во општините Кривогаштани и Долнени. Како пред се дојде до идеја за реализација на целиот овој проект? Иницијативата за овој проект започна од соработката на мрежата на локални акциони групи во нашата држава со мрежата на локални акциони групи во Австрија, каде што заедно ги идентификувавме предизвиците со кои што се соочуваат жителите во руралните средини во помалите општини во поглед да остварат пристап до права, како и поддршка за вработување, со поддршка на Австриското министерство за социјални работи, здравство, грижи и заштита на потрошувачи, кој што е партнер на Лака Агролидер последниве години мрежата на лагови. Видовме одлична можност дека може заедно да соработуваме и преку споделување на добри практики, навистина да ги доближиме сите права и услуги до оние на кои што им се најпотребни. Јас тука би изразила благодарност до Центарот за социјална работа Прилеп за нивната поддршка и прифаќање на иницијативата за заедно да соработуваме и навистина да дадеме придонес за да го подобриме квалитетот на живот на луѓето од руралните средини. Значи, отварањето на подрачни канцеларии е само една од активностите што се спроведува во овој проект. Преку овој проект кој што ќе се имплементира на територијата и на Лака Агролидер, тоа е на подрачјето на општина, рурален дел на општина Прилеп, Кривогаштани и Долнени. Воедно во соработка со Лак Вардар Леадер, истиве активности се имплементираат на територијата на општина Градско Чашка и рурален дел на општина Велес. Така да заедно преку заедничка соработка имаме воспоставено мобилни тимови кои што обавуваат теренски посети на терен, ги известуваат, ги информираат луѓето за кои права може да ги остварат, воедно им помагаат во процесот на поднесување барања, детектираат проблеми што ги имаат жителите на руралните средини. И како втор чекор е отворањето на подрачните канцеларии, како што напоменав, се со цел да ги доближиме пристап, да обезбедиме непречен пристап до права на оние на кои што им се најпотребни. И имаме уште еден сегмент во време на дигитализација. COVID-19 ни покажа дека дигитализацијата ни е повеќе од неопходна. Со поддршка на мрежата на лагови од Австрија и во соработка со Центарот за социјална работа од Прилеп успеавме да направиме дигитален простор eHelp МК, каде што секој може да пристапе и да се запознае, да се информира повеќе за сите права од социјална заштита, детска заштита, можноста на развојот на социјалните услуги на локално ниво и како да пристапи до нив, како и до можностите за вработување преку програмите на Агенцијата за вработување. Со доближувањето на информациите, воедно обезбедуваме и советодавна поддршка преку мобилните тимови или преку чет службата на самата платформа и стоиме на располагање на сите да не контактираат доколку имаат проблеми при остварување на дел од правата во соработка со Центарот за социјална работа да им излеземе во пресек. Навистина институциите и граѓанскиот сектор да биде во служба на граѓаните. Кога ќе биде отворањето на овие канцеларии? Наредна недела очекуваме да ги отвориме канцеларијата во Кривогаштани во општина Долнени и веќе секоја недела по 2 дена ќе бидат отворени и граѓаните ќе можат да ги посетат. Споменавте дека веќе претходно тимови кои што се дел од овој проект веќе се на терен. Од каква струка станува збор и што е детектирано досега на терен? Од месец октомври тимови кои што имаат завршено соодветно образование, социјални работници, веќе се на терен ги посетуваат населените места на територијата на општина Прилеп, Кривогаштани и Долнени. Им помагаат на потенцијалните корисници од социјална помош, например детектирање на идни проблеми кои што дополнителни права може да ги остварат, поддршка во процесот на обновување на документација, а воедно ги детектираат проблемите со кои се случуваат во селата, пример недостаток на вода, канализациона мрежа, детектиран проблем на недостаток на детска градинка, значи за да може заедно со општините и со центарот да се насочиме понатаму, освен кон идентификување на проблемите, воедно да детектираме и можности каде понатаму може самата општина да се развива, се со цел да им излезе во пресет
и да креира политики и да преземе иницијативи кои што ќе се одостојуваат на реалните потреби на граѓаните. Колкава е бројка на социјални работници кои што ќе бидат ангажирани преку овој проект и до кога? До месец септември, значи вкупно ќе имаме 10 ангажирани лица, од кои што 2 ќе бидат задолжени за платформата, воедно и во делот на правната услуга, меѓутоа 8 лица ќе бидат директно на терен и веќе се на терен. Сакам да кажам дека од оваа иницијатива во пресет на новогодишните празници, нашите теренски активности ги поддржаа неколку компании, така да успеавме да поделиме 100 новогодишни пакетчина за деца и пакети со храна. Благодарност до компаниите што излегува во пресред, така освен што им нудиме информативна и советодавна поддршка, детектираме каде понатамо може да побараме помош од заедницата или од единицата на локална самоуправа или од донатори, да им помогнеме на граѓаните кои што навистина имаат потреба од тоа и се наоѓаат во потешка социјална положба. Каде се лоцирани канцелариите, односно каде ќе бидат лоцирани? Двете канцеларии ќе бидат лоцирани во зградата на општината, зградата на општина Долнени во село Ропотово и зградата на општина Кривогаштани, баш во село Кривогаштани што се наоѓа. Ќе има пристапност, значи освен дел од тимовите, воено ќе има со представници на тимовите и социјален работник, значи да со цел да им се понуди навистина професионална услуга на сите жители. Дали претходно планирате некаква кампања за тоа да се едноставно да им се каже на граѓаните, на жителите на Долнени и на Кривогаштани општините дека веќе се отвораат тие подрачни канцеларии? Па самото отворање на канцелариите ќе биде медиумски покриено преку вас како медиуми, наши верни соработници, преку радијата што функционираат на нашата територија, ќе гледаме да обезбедиме се поголема информираност на жителите, те ги известиме дека ќе можат да и користат поддршката преку што ќе трае до септември, а се надеваме дека понатаму ќе обезбедиме можности за одржливост и понатаму. Господин Тошевски, како овој проект ќе помогне на Центарот за социјална работа од Прилеп и која е улогата на Центарот во целата оваа активност? Првен добар ден и од мене. Благодарам на поканата. Ми е чест за прв пат да присуствувам на вашиот медиум. Мене како директор на јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа од Прилеп, медиумите и граѓанскиот сектор секогаш ми биле партнер, се со цел најдобро информирање на граѓаните и доближување на услугите кои ги нудиме како институција поблиску до нив. Лак Агролидер е и соработката наша заедно со нив е пример како треба да функционираат владините, државните, јавните институции со граѓанскиот сектор. Значи, ние успеавме да воспоставиме еден принцип на меѓусебна соработка се со цел на помош на граѓаните. На крајот од денот и државните институции, и јавните установи, и невладиниот, односно граѓанскиот сектор, се тука да работат во интерес на граѓаните. Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп е местно надлежна установа за 3 општини: Прилеп, Долнени и Кривогаштани. Ние покриваме некаде околу 100 населени места, односно 100 села. Реално, капацитетите на центарот се тие со кои што располагаме и е многу тешко да покривате една толку голема територија. Посебно една рурална територија и да ги доближите сите права и услуги кои ги имате до овие места. Нашата соработка, првичната идеја беше да се формираат тие мобилни тимови кои се секојдневно на терен во одредени региони со посебен список кој се води, со посета на домаќинствата, со првична едно укажување кои се права и услуги ги нуди Центарот за социјална работа, а своевремено и помагање во потполнување на одредени барања на нашите корисници. Значи, преку овие мобилни тимови, со нив секогаш има представник од Центарот за социјална работа, кој ќе нуди, сепак тие се обучени лица, кои ќе нудат она стручна работа. Покрај тоа, ние и на овие 4 лица кои се ангажирани преку овој проект на нашата територија, им даваме и соодветна подготовка за утре да ги вклучиме во реалниот, односно во пазарот на трудот, во професионалната работа кои треба да ја обавуваат по формално вработување. Се надеваме дека ќе створиме услови да ги вработиме во Центарот за социјална работа, секако. Тоа се посебни постапки кои се водат, но сепак ние не само што даваме услуги кон граѓаните, даваме услуги и кон младите дипломирани социјални работници, мислам дека имаме и психолог дел од тимот, така да двострана е задоволството и на граѓаните и на идните, да речем, професионалци во делот на социјалната работа. Реално, Центарот за социјална работа има голем обем на работа, имаме многу корисници од сите права, можам да кажам дека
напамет да зборувам, туку статистички и согласно анализите на Министерството за труд и социјална политика, ние сме еден од најоптаворените центри по број на вработени и по права кои ги работиме. Сите овие проекти кои ги сработивме со Лака Агролидер и Help платформата, доближувањето до дигитализацијата кон граѓаните и теренските активности, се во насока на подобрување на услугите кои ги нуди Центарот за социјална работа и правата и услугите кон граѓаните, а од друга страна и подобро информирање и запознавање на граѓаните со правата и услугите кои ги дава Центарот за социјална работа. Сепак, ние имаме населени места кои се оддалечени и по 50-60 километри од Центарот за социјална работа и не секогаш жителите на тие населени места можат да дојдат во Центарот и да се запознаат со некој право или услуга кој во моментот е актуелно или им следува согласно законот. Овие мобилни тимови се така создадени, таква е нивната замисла, се со цел да ги доближат информациите првично до граѓаните, а понатаму доколку се јави дополнителна потреба да им помогнат ако треба да ги донесат и во Центарот, да му извадат потребни документи, да му потполнат барање, значи се со цел во интерес на граѓаните. Со Лака Агролидер работиме и неколку други проекти за кои сум особено благодарен. Значи, ние имаме во склоп на нашиот центар и народна куња, која функционира во Домот за стари лица Киро Крстевски Платник. Нашиот капацитет на народната куња е 100 оброци на дневна основа. Во соработка со Лака Агролидер создадовме иницијатива за доставување на овие оброци до домот на корисниците на народната куња, некаде околу 30 оброци во овој момент на дневна основа доставуваме до домот на корисниците, се надеваме согласно капацитетите кои ги надоградуваме полека да стасаме сите оброци да се доставуваат, оти сепак поставеноста на домот за стари лица не е секогаш приближна до домот на нашите корисници. Сепак и во едно време на пандемија спречивме групирање на корисниците за да земаат оброци од домот за стари лица. И сакам да кажам дека во моментов нашата соработка е еден пример како треба една јавна институција да соработува со граѓанско здружение во нашата држава. Како што спомнавте, покривате, како што ве слушнав, околу 100 населени места, што е навистина една огромна бројка. Дали имате доволно човечки ресурси и кадар во Центарот за да се покрие целата оваа територија и да се дадат сите потребни услуги на граѓаните? Видете, секогаш кадар фали. Знаете како се. Постапките формални за вработување на нови лица се малце посложена постапка. Првим треба да чекате да ви се испразни работното место, па да измените годишни програми, па да побарате согласност и така и тоа е еден долг процес. Центрите за социјална работа, нашиот центар, јас можам да кажам, кадар никогаш не е доста. Од причина што ние имаме 2 дневни центри, имаме 3 општини кои ги покриваме, имаме едно моторно возило, така да реално е проблем да се сработите на време, но јас сум директор веќе 3-та година, можам со право да кажам дека сум благодарен од начинот на кој јас сум изменаџирал институцијата, но сум и благодарен на моите вработени, на вработените во Центарот за социјална работа, затоа што ние во време на пандемија поврзана со COVID-19 вирусот, никогаш, ниту еден ден не оставивме Центарот да биде затворен. Секогаш сме отворени, секогаш работиме во интерес на граѓаните навремено. Јас во 2,5 години, 3, немам ниту една вонредна представка за испитување на предмет од незадоволна странка. Колку недостасува кадар и од кои профили? Во моментов можам да кажам дека најмногу ни се потребни 2 психолози, затоа што работиме само со еден психолог. Се надевам дека сите овие турбуленции кои беа со владата, сега имаме нов министер, со кој што веќе имаме првично одржано состаноци, запознате со проблемите на Центарот за социјална работа и се надевам дека во текот на оваа година ќе ги решиме проблемите. Најпрво ни требаат психолози, нормално и социјални работници, кои како носители на службата на социјалната работа. Ако немате вие доволно психолози, педагози, социјални работници и правници, многу тешко можете да менаџирате Центар за социјална работа. Како што спомнавам, претходно се отвораат 2 канцеларии кои што се од голема помош за Центарот, но и граѓаните, но тоа функционира до септември. Дали би можело потоа тие да бидат под Центарот? Видете, тие и сега ќе функционираат во соработка со
Лака Агролидер. Во секоја канцеларија ќе биде присутен и стручен работник од Центарот за социјална работа. Ние во општина Долнени немаме проблем да продолжиме и од септември понатаму, од причина што 8 вработени имаме од таа општина во нашиот центар, но сепак тука имаме проблем во делот на законската регулатива. Знаете, имаме една управна книга, уписна книга по право, и таа уписна книга стои во центарот во Прилеп. Не можеме ние да имаме согласно постојниот закон посебни уписни книги за Долнени, посебни уписни книги за Кривогаштани. Малку е проблем менаџирањето во административниот, односно управниот дел на работите, но сепак ние имаме план како тоа да го правиме. Имавме еден обид на функционирање на канцеларијата во општина Долнени. За жал тогаш немаше добар слух можеби од локалната самоуправа. За сега сме со одлична поддршка од градоначалниците. Мислам дека сватија дека социјалните проблеми се проблеми на нивна територија, не се секогаш само проблем на централната власт. Да, Центарот за социјална работа ги менаџира согласно законските надлежности кои му се пренесени, но сепак тие се случуваат на нивната територија. Затоа е и еден апел до сите градоначалници. Решавањето на проблемите од областа на социјалната заштита, посебно во делот на услугите кои треба да се симнат на локално ниво согласно новиот закон за социјална заштита, треба малце посериозен пристап од нивна страна, затоа што на крајот од денот ќе видат и со новиот попис кога ќе излезат податоците дека ќе имаме старо население во голема бројка, со кое треба да мислиме како ќе се грижиме за нив, дали ќе биде тоа институционална, дали институционална заштита. Услугата на помош и нега во домот мора да проработи на територијата на овие три општини, затоа што тие се трендовите, и во една Словенија, и во една Хрватска се тие трендовите. Младите си го бараат чарето надвор од државата, останува по старото население и ние како институции централни, локални, мора да најдеме чаре. Оти на крајот од денот тука се проблемите. Не дали ќе ги префрлиме на директорот на центарот или кај градоначалникот, на нашата територија, мојата местна надлежност и нивната територија се проблемите кои треба да најдеме заеднички начин да ги решиме. Токму така, за добровит на сите треба да има многу поголемо функционирање и заложби и од локалната и од централната власт да се решаваат проблемите на граѓаните, но како што кажавме, и во координација со невладиниот сектор, кој што и тоа како помага во целата оваа работа. Видете, самата поставеност на законот за социјална заштита дава невладините организации, здруженијата на граѓаните да бидат сервис на услугите на локално ниво. Значи, Центарот за социјална работа и локалната самоуправа мора да се најдат партнери од граѓанскиот сектор кои ќе ги дава услугите. Јас многу пати зборувам. Ние како државни установи, како јавна установа, мораме да ги почитуваме законите. Не секогаш се тие така поставени да можеш ти брзо да услужиш некого. Значи, ја одговарам за законито работење на институцијата. Затоа е најдобро пренесување на дел од надлежностите на невладиниот сектор, каде што имате една атмосфера на опуштеност на самиот прием на странките и една по-мала формалност во постапувањето. И затоа е најдобро добар дел од сервисите кои треба јавната администрација да ги извршува, да се дадат на здруженијата, на граѓанските здруженија. Да го напуштиме концептот на големи гломазни старски домови, да се префрлиме на трендовите кои се развиени веќе во Европа, а тоа е услуга и помош нега во домот. Не на секое старо лице му треба 24 часовна заштита. Некој му треба само да му сготвиш, да му купиш лекови и еднаш во денот некој или во неделата појди да му замети, да му зачисти. Тоа е 1 час во денот. Значи за секое старо лице, за секое домаќинство си има формула за работа. Ние треба тие европски практики да ги почнеме да ги спроведуваме и тука кај нас. Имаше еден таков сличен проект, мислам, во минатото се викаше Супер Марио, ако не се лажам, функционираше некаков сличен принцип на ово што го кажувате. Да, тоа беше проект поддржан од локалната самоуправа, но сепак кажувам, сега имаме законска регулатива каде што услугата помош и нега во домот на стари лица е законска услуга која што локалната самоуправа може во соработка со невладина лиценцирана организација за давање на услуги од социјална заштита да аплицира на повик од Министерството за труд и социјална политика и да земе пари кои ќе ги користи за таа намена. Пари има, само треба да знаеме како да ги искористиме. И
во насока на тоа, веќе со австријски организации, даватели на услуги, на социјални услуги во Австрија, веќе континуирано работиме на организирање на работилници, се со цел да го доближиме некако моделот. Ние не можеме целосно да го преземеме моделот на Австрија, сепак сме далеку поразлични во начинот на организирање и степенот на кој во делот на социјала на кој се наоѓа Република Австрија, меѓутоа да видиме добри практики, да најдеме соодветен начин како ќе ги модифицираме со цел да можат да бидат спроведени на наша територија во наш локален контекст како што имаме. И во наредниот период ќе се работи баш на советодавна поддршка од австриците и менторска поддршка доколку самите единици на локални самоуправи се одлучат да започнат да воведуваат социјални услуги во соработка со граѓанските организации. Во февруари веќе сакаме да се насочиме граѓанските организации нормално можат да бидат носители и препознатливи по тоа што се социјални предпријатија, веќе на големо се зборува за социјалното предприемништво, така да сподувањето на добри практики од земјите на Европска унија кои што се докажани во тоа и бележат позитивни резултати, и како ни од особено значење и мислам дека во соработка со нив и нормално со нивна поддршка, дека ќе успееме навистина да направиме некои си чекори кои што ќе бидат значајни за локалната заедница и за подобрување на квалитетот на живот на нашите граѓани. Како е за сега слухот на локалните заедници да соработуваат со невладиниот сектор? Па јас би сакала да се пофалам дека Лак Агролидер има одлична соработка и гледам дека и во населените места и во локалните заедници сме препознатливи. Повеќето од луѓето и младите се информирани за услугите кои што ние ги нудиме, само во услугата што имавме за поддршка до вработување за млади лица од рурални средини, имавме околу 30 корисници на наши услуги, од кои што имаме забележани резултати во вработување 3-14. Оваа добра практика беше предложена и да биде презентирана на 14-та Европска конференција за услуги за поддршка до вработување и горда сум да кажам дека Лак Агролидер во јуни ќе ги сподели позитивните резултати и добрите практики во оваа насока на Европската конференција во Осло, Норвешка. Се надевам дека заедно сега со теренските посети се повеќе се доближуваме, ги идентификуваме проблемите и навистина можеме да докажеме дека јавните институции со граѓанските организации и воедно и во соработка со бизнис сектора навистина може да идентификуваме проблеми и заедно да детектираме и решенија и нормално да најдеме ресурси како да излеземе во пресет на граѓаните и да ги решиме овие проблеми. Навистина граѓанскиот сектор на институциите забележуваат напрегот во соработката и прават видливи. Тоа што е најважно, дека прават видливи промени во заедницата. И се надевам не само Лак Агролидер, дека и останатите организации, секој во различна област каде што работат, дека и понатаму ќе го продолжиме овој тренд, дека институциите ќе го имаат слухот и навистина ќе работиме за добробит на целата локална заедница. Со директор прво ги спомнаме старските домови, вие имавте како Лак Агролидер еден навистина поголем проект во домот за стари лица во Прилеп. Докаде е неговата реализација и дали ќе продолжи во некаква друга форма? Да, претходната иницијатива на Лак Агролидер беше во соработка и со домот за стари лица Киро Крстевски Платник Прилеп, нели помогнавме да се воведе енергетски ефикасно осветлување во домот, воедно го среди партерно редување на дворот во домот за стари лица, обезбедивме вработување во домот за стари лица како помош во куњата, што им беше од особена помош и се уште име заради недостаток на вработени со кои што се соочува и домот за стари лица Прилеп. Моментално проектот е до 31 март, меѓутоа доставата на оброци кои што имаме со јавната куња и во соработка со Центар за социјална работа Прилеп ќе продолжи понатаму, затоа што гледаме дека тоа е неопходност. Да не само да имаат оброци со оглед на оддалеченост и местоположбата на домот за стари лица, они што може да ги користат топлите оброци навистина да им бидат доставени дома и мислам дека треба да размислуваме понатаму, веќе да се придвижуваме и понатаму во развојот на социјалните услуги, баш како што спомна и директорот, поддршка на стари лица во домот, да видиме на кој начин и со кој интензитет може да ги спроведуваме, не само Лак Агролидер, ги повикуваме останатите локални организации заедно да пронајдеме идејни решенија и да видиме како навистина може да им помогнеме и на лицата во трето доба во нашиот град. Дали например бизнис секторот во Прилеп би имал слух за една ваква хумана активност? Па јас како што напомнав дека во пред новогодишните празници имавме поддршка од дел од бизнис секторот на територијата на Лак Агролидер и на Лак Вардар Лиадер. Се надевам оваа година во планирањето на нашата програма баш се некои иницијативи кои што сакаме да ги спроведеме со поддршка на бизнис секторот. Се надевам дека ќе ни идеме на слух. Свесни сме дека моменталната ситуација со COVID-19 се одрази и на бизнис секторот. Меѓутоа она што треба да сме горди навистина дека има бројни иницијативи и донации од бизнис сектор и навистина сака да помогне за лицата во социјален ризик во нашата заедница. Па
очекуваме и се надеваме. До сега со компаниите со кои што Лака Агролидер соработува, одлична соработка и навистина секогаш волни колку што можат да дадат придонес во вакви иницијативи. Дали веќе работите на некој друг нов проект како организација? Па Лака Агролидер секогаш со многу активности во различни насоки. Значи во соработка со 7 земји од Европа, во моментов работиме на воведување на добри практики за спортски активности за деца во предшколска возраст. Тука ќе обезбедиме и поддршка за градинките, однос да се опремат со помагала кои што ќе им помогнат да може да се воведат добри спортски активности, физичка активност за децата во предшколска возраст, од особено значење за понатомашниот развој на овие деца. Работиме во делот на социјална правда. Многу ни е важно да се промовира концептот на социјална правда и навистина дека да се промовира солидарноста и рамноправноста на сите нас. Поддршка на жените, земјоделки и руралните жени од секогаш ни било приоритет и се уште ние, се уште сме во преговори, нели после поднесена иницијатива за платено породилно отсуство за жени земјоделки, се надеваме дека со сегашната промена на министерствата овие наши консултации со релевантните институции и министерства ќе се интензивираат и се надеваме дека ќе достигнеме позитивен одговор од институциите. Дополнително работиме на следливост на транспарентност и мониторингот на општините и родово одговорното буџетирање, што и tekako е од особено значење, особено кога веќе се стремиме да бидеме дел од ЕУ, веќе да секаде се зборува за родово одговорно буџетирање, тоа веќе станува обврска на секоја единица на локална самоуправа, а граѓанскиот сектор е тука да им помогне на општините како на најдобар начин да може да ги креираат буџетите согласно не само на жени, приоритетите, предизвици со кои се очуваат жените, меѓутоа и сите и ранливи групи на територијата на општината каде што се креираат овие програми. И не одостануваме од нашите донаторски хуманитарни активности таму каде што детектираме дека веќе има проблеми. Се надеваме, во преговори сме со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, дека лаговите навистина ќе можат континуирано да користат поддршката најпрво националната програма преку мерка 412-413, а потоа и од ИПАР програмата. Со акредитирање на ИПАРТ мерката, тогаш навистина лаговите ќе бидат препознаени и навистина ќе можат да преземат поголеми иницијативи, развој на социјални услуги кои што ќе бидат финансирани од европските фондови и навистина ќе може да ги направиме да го направиме животот во руралните средини многу подобро. Господин Тошевски, кој беше фокусот и главните предизвици за време на оваа пандемија со кои што се соочува центрите за социјална работа и вработените? Фокус. Видете, во овие изминати 2 години фокус на многу проблеми имавме. Не можам да кажам дека само на еден. Од една страна имавте лица кои запаѓаат во сиромаштија по однос на материјална необезбеденост поради самата пандемија. Од друга страна имавме пријави на семејно насилство и така натаму. Генерално центрите за социјална работа претрпеа силен притисок поврзан со пандемијата со COVID-19 вирусот, како што кажав, зголемување на бројот на корисниците од социјалната заштита, така и зголемување на бројот на услугите кои требаше да ги дадеме како Центар за социјална работа. Покрај главниот законот за социјална заштита, ние како институција имаме пренесени јавни овластувања согласно Законот за превенција и заштита од родово базирано насилство, како и Законот за семејство. За наша среќа можам да кажам дека изминатиот период го поминавме со пријави за семејно насилство не многу зголемен во споредба со изминатите години. Успешно го изменаџиравме процесот, пак ќе повторам, во една време поврзано со пандемија, ние немавме ниту еден вонреден инспекцијски надзор по поплака од наши корисници. Во даден момент 17 колеги беа отсутни, беа кои позитивни, кои во самоизолација, но не дозволивме ниту еден ден центарот да биде со затворена врата. Секогаш бевме отворени за граѓаните и секогаш при проценка на итноста на постапувањето, навремено, професионално, во сите предмети сме излегле и на терен, ако и добар дел од институциите не сакаа да излегуваат на терен, нашите теренски активности не престанаа во ниту еден момент. Тука можам да кажам дека и Министерството за труд и социјална политика и владата наидоа на разбирање и со уредбите кои ги донесоа со законска сила, го олеснија дел од критериумите за
влегување во системот на социјална заштита, со што имаме некаде околу 400 корисници повеќе по тој основ. Значи, со сите еден сет на мерки кои се даден, не се дозволи ниту едно семејство кое се нашло во ризик по основ на материјална необезбеденост да биде исклучено од системот на социјална заштита. Не велам дека финансиските средства се идеални за преживување на месецот на едно семејство, но сепак се далеку повисоки од тоа што беа претходно. Земањето на сетот за мерки од областа на социјалната заштита дава еден подостоинствен приход на домаќинствата, за разлика од претходно, значи имаме некаде 200-300% повисоки исплати кон домаќинствата и сите тие, да речам, мерки дадени од страна на владата и на министерството си ги дадоа своите резултати. Како што кажав, еви вие како медиуми може да видите колку се кон вас поплаките на граѓани поврзани со работата на Центарот за социјална работа и вие сте едно мерило за тоа колку добро ние како институција сме ги изменаџирале сите процеси во изминативе 2 години. А дали се зголем бројот на баратели на постојана парична помош за време на пандемијата? Дали граѓаните, мислам, беа тие економски погодени, но дали се зголема, дали се баратели? Сега со новиот закон имаме право на гарантирана минимална помош која се остварува по два основи, како материјално необезбедено домаќинство или по основ на болест на некој член од домаќинството. Ако просекот се движел на околу 1700 до 1900 корисници, во моментов домаќинства кои го користат ова право, во овој момент имаме некаде околу 2400-2500 домаќинства кои го користат ова право на територијата на трите општини зборува. Да, затоа викам, значи се зголеми бројот на корисници благодарение на сетот на мерки кои го даде владата за олеснување на влезот. Ако порано беше моторно возило еден од условите, сега ако домаќинството нема регистрирано моторно возило поново од 5 години, а ретко кое домаќинство кое се нашло во ризик има возило кое е поново од 5 години, и други олеснувања како земјоделско градежно земјиште, активни баратели на работа, дал отказ од работа, сите тие беа пречки за влезот на користењето на правото на гарантирана минимална помош, се додека трае кризната состојба во државата. Овие пречки не влијаат на остварување на правото и тоа е резултатот за кој што нашиот број на корисници е зголемен за 600-700 домаќинства. И за крај, дали се зголеми бројот на семејното наследство за време на пандемијата, како таа влијаеше врз овие односи во семејството? Во даден момент, кога траеше затворањето на домаќинствата во домовите, се зголемија пријавите за семејно наследство, но сепак најголем дел можам да кажам дека беа разговарал со повисок тон, навредливи зборови и така натаму. Во моментот на постапувањето од стручните лица се утврдуваше и самите пријавители укажуваа дека не се работело за семејно наследство, туку за мала расправија, но сепак зборуваме од психолошки аспект, самата пандемија, самото затворање ги дава резултатите. Значи никој не може да биде имун на 4 дена затворен во една просторија. Сега колку се просторните услови знаеме кај нас, но статистички согласно бројот на поднесени барања не отстапуваме значително. 10 на 15% е повисок бројот на пријави за семејно насилство кој не е сериозен согласно пандемијата со која се најдовме во држава. Ви благодарам за гостувањето и за овој разговор поврзан со повеќе теми и активности и на Центарот и на Лак Агролидер. Благодарим. Драги гледачи, тоа беа нашите гости, директорот на Центарот за социјална работа од Прилеп Дејан Тошевски и Марина Тошевска од Лак Агролидера. Ние се гледаме во наредното издание на Инфорегион.